Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на подкастот Бизнис муабети заедно со Фактор МК. Јас сум Мишко Јоров, наш следен гостин или наш гостин во оваа епизода Јован Дабевски од здравје Радово преку кораб Трница до градежништво. Сгрешив или? Не. Како сте? Добри, како сте ве? Па одлично, да ви кажам право. Оние серијал на емисии за успешни бизнис приказни ми стартува со вас и некако стигна до колку 10-12 години и има успех. Не знам кај вие дали имавте успех. Па да, со падови и со растови, да, меѓутоа задоволството денеска што сум гостин кај вас е мое. Исто. Затоа што ве пратам цело време, се развивате во стабилен бренд како Мишко и ве почитувам. Драго ми. Како сте, дали сте добри? Супер. Не сум ја видел од поодамна. Здравје Радово е завршена приказна, така? Одамна. А вие сакавте да излезете од неа или? Спомнав јас малку приказната со брендови. Не знам дали свесно, претпоставувам дека свесно си го градиш својот бренд. Јас сум специјалист за создавање на брендови, развивање, подигање на брендовите и сметам дека во одреден момент од тоа ниво повисоко на тој бренд треба да излезам, затоа што постојат други специјалисти кои што понатаму треба да го развиваат. Така да, одговорот е да, сакам да излезам. Да, задоволни сте како се развива? Како го оставивте или можеше многу повеќе? Можеше многу повеќе. Можеше многу повеќе. Тоа беше еден, вие излегувате, тоа беше еден период кој што го сметате за пат излегувањето или она кога велите одлично со падови и подиви во кариерата? Не го сметам за пат. Јас сум малку Мишко постар од тебе и јас сум малку постар и од Македонија како бизнисмен. Македонија ни постои нас ваква какав што е од 91-а. Јас постојам во приватниот бизнис од 87 година и најтежок беше тој првиот период кога имаше растови и падови. На тој претходен период. Некој 14-15 години, од прилика циклусите ми се во бизнисот такви, се заситувам на толку години. Се бавев со трговија, се барав себе, се мачев и така натаму, највише мислам на падови и растови на тој прв период до формирањето на Здравје Радово 2002 година. Добра, пред Здравје Радово што имаше? Јас од 87 до 2002 некои 14-15 години се бавев со трговија на млечни производи и си заборел малце. И не сум заборел. Намерно подсекам. Моите почетоци беа тоа беа едни други времиња. Отварав увозни пазари од Маđарска, од Србија, од Молдавија, од Литванија, од Грција, од Бугарија. И еден по еден паѓа како ќе успеев да го пробијам како бренд, меѓутоа тоа беше едно тешко време, тогаш се затвараа големите ланци, ако ги памтите Славија, Центро и така натаму. И јас тие производи, тоа се млечни производи, сирење и кашкавали секако, ги продавав на пазари, односно сам продавав на зелено пазарче. Така да, како ќе го отворев еден пазар, со увоз на производи од таа земја, продажбата си одеше, паѓаше брендот, влегуваа други со, тогаш во тоа време беа царините од најмалата беше 40%, па натаму, па влегуваа сериозни играчи да шверцуваат, јас се повлекував, барав нов пазар и така натаму. На тој период, мислам, падови и растови. Чекај, вие стоите на тезга? Да. Стварно? Да. Сопругата моја стоеше во продавничка мала за млечни производи до 9 месец трудноќа, јас стоев на тезга, брат ми и така натаму. Кога разговарам со бизнисмени од ваков калибар, кои што кога бевте посреќен? Јас сум среќен. Јас сум оптимиста, Мишко, и среќен сум постојано. Гледам дека сте оптимиста, меѓутоа друго е од една ваква перспектива, друго е на тезга стоење. Се зависи како ќе земеш среќата, можда тогаш бев посреќен. Јас сум денеска најсреќен кога ќе влезам во погон и многу луѓе ми се чудат и ќе отидам, на пример, треба извоз да се прави во кораб Трница сега и ја го собирам семејството, синот, ќерката, не знам, пријатели и одиме да пакуваме по пладне и физички работам 8 сата. Верувам ми дека тогаш сум најсреќен затоа го пушташ мозокот да да лета и ден денес, да. Знаете, и тогаш сум најсреќен. Меѓутоа тие последици од тоа време, зелен пазар и така натаму, до денеска ги влечам, значи оштетување на арбетот, не знам, спандилози и така натаму, си го прават своето временските услови, студот и така. Добар пазарџија? Добро продавате? Одлично. Да?
Знаете зашто ве прашав кога бевте посреќен во една прилика кога разговарав со Дино Мерлин, кој што е тотално друга дејност од вашава и вели се сеќавам во тие југословенски времења кога почнав со групава, жена ми дома трудно, апропо муаветот, со мало дете оставено, ние одиме со едно комби, оние фичења ги знаете. И од Сараево до Битола ќе настапуваме, ќе се вратиме назад дома и жена ми ќе ме праша Дино зачува ли некоја пара? И тој вели па не баш. Денеска, после не знам колку години, доаѓам да правам концерт во Скопје, ме сместуваат во кралскиот апартман овде во хотелот и вика си поставам едно филозофско прашање кога бев посреќен. Дали тогаш или сега во кралскиот апартман и некако вика ми вели мислам дека бев посреќен во Комбево. Ја ќе ти дадам еден паралелен пример, да не те прекинав само извини. Не. Паралелен пример, ние кога растевме како деца, постоеше оној социјален живот и растевме на улица, не знам, чамбли, фудбал, кошарка, прљави и така натаму, меѓутоа се дружевме. Моите деца успеав да го фатат тој дел, меѓутоа сегашниве деца, значи зборувам за моите внуци, веќе се раѓаат со електрониката, со телефонот во джеп и така натаму, и јас сум убеден дека таа генерација која растеше на улица во едно друштво, во еден социјален живот е многу посреќна него сегашните. Во тоа сум убеден, може би грешам, ама јас лично сум убеден во тоа. Така да, ако направиме некои паралели меѓу тоа на Дино и ова со децата, апсолутно е во право човекот. Господине Давевски, вие одговоривте на прашањето дека вие се излеговте од Здравје Радово, затоа што ќе сакав да прашам, претпоставам сте си ги слушнале муабето, дека човекот си ја разви фирмата, дојде му ја зема. Не вака. Значи, уште пред да се деси тоа последното презимање, јас имав сериозни, да не испадне дека се бранам или нешто, јас имав сериозни намери да тоа го направиме и да излеземе. Са моите намери беа да тоа го направи некоја поголема компанија од Здравје Радово, од секторот, за да може компанијата, јас денеска го чувствувам Здравје Радово како мој бренд, затоа што тоа е Гринфилд инвестиција, и ние така да живуваме. Така. Значи таму успеав да направам мојот најголем успех, значи цела Македонија пред тоа го употребува изразот Здравје Лесковац, го толку силен бренд да го заменија со Здравје Радово. И мојата идеја беше да влезе некоја поголема компанија која што ќе го развива тоа и ќе оди надвор уште поише од границите на Македонија. И требаше да. Со збир на случај, знаете како е, кој првка е невестата, негова невестата, така да се деси тоа што се деси, меѓутоа фактот е дека ја сакав да излезе. Добро. После Здравје Радово што правевте? После Здравје Радово... Паузиравте малку? Не паузирав воопшто, јас никогаш не сум паузирал животот. Да прашам уште малку околу тоа, Здравје Радово, колку пари се вртеа? Не ме интересира профитот, колку пари се вртеа? Здравје Радово успеа да стане најголема млечна компанија во Македонија по еден сегмент, а тоа е по откуп на сирово млеко, и стигнавме до 120 тона дневно, а по промет беше втора, затоа што Бимилк беше ланец на Имлек, и имаше уште Суботичка млекара, Имлек и така натаму, и они беа поголеми со промет, ние стигнавме до 26 милиона евра годишен обрт, они беа на 30, затоа што има и увозни производи. Тоа значи, ова добра бројка е 26 милиони евра? За македонски услови, да. Значи 120 тона кој ќе кажете за Македонија е многу голема. Ако кажете за Србија, на пример, за Србија е 700 тона дневно. Не се обидувам да ви влезам во домашниот ЕСАП, меѓутоа од овие промет 26 милиони евра претпоставам одат даноци, вработени едно друго и нешто останува. Обично генерално кај вас бизнисмените она што е како добивка секогаш ќе реинвестирате и понатаму и понатаму. Мене ме критикуваат сите и партнерите во компанијата и семејството и сите. Јас имам едно мото и до ден денеска такво ми е мотото. Јас во Здравје Радово оставив негде меѓу 6 и 7 милиона евра акумулирана добивка. Меѓутоа јас никогаш не ја подигав како дивидента добивката и ја реинвестирав во нови објекти, во нови возила, во нова опрема за развој и раст на компанијата. Компанијата стигна до 360 вработени. Со извоз во сите земји. Тогаш. Во сите земји од ЦЕФТА. Така да јас не ја подигав таа добивка и на таа е
значи зборуваме за 10 години, не за една година, нели? Вкупна добивка реинвестирана, на таа и уште неколку милиона кредити имаше компанија. Апсолутно, добро. Кредитите се не Значи, во тој цел период инвестира во компанијата многу повеќе од 10 милиони евра. Може ли да прашам, како што ги прашувам сите гости, на пример, обично за многу станува невкусно, но јас сакам една друга мантра да развијам околу тоа. Можеби брутално изгледа прашањето, на пример, колку тежи денес Јован Давевски. Значи овде не мислам финансиски, меѓутоа мислам во недвижнини, за да стигнам до кораб Трница, кој што е еден исклучителен објект кој што ја промовира Македонија. И сакам да направам еден македонски, ајде ако сакате Forbes, кажете го, она што имаме успешно приказна да ја представуваме од тој аспект. Затоа велам за да не ме сватат погрешно никој. Добро, ќе ви одговорам директно. Пред 2 години го дуплирав богатството. Значи, со еден потез, моето богатство стана пута 2 и тоа е моето најголемо богатство. Како? Пред тоа имав еден внук, ми се роди пред 2 години вториот внук и на сите пријатели им се јавив, ја денеска го дуплирав богатството и многу луѓе ме прашуваа, биткоини си имал тогаш скоп на биткоинот, па ја го чекав овој одговор. И ја викам не, јас денеска со еден потез го дуплирав богатството. Оваа година очекувам за 50% или следната да го зголемам, затоа што можда може и да се дуплирам ако бидат близнаци, ќе ја мажам ќерката, па очекувам ја таму принова понатаму. Така да тоа е моето најголемо богатство. Тоа е оној демографскиот момент, другиот момент. Во однос на некретнини, живеам на периферија од Скопје. Не дека не можам да живеам во градот, таму сум дојден од 73 година, таму живеам во исти двор се чичко ми, татко ми и така натаму, брат ми. Тоа е една населба Кисла Јаболка према Волково, во истата куќа живеам како што живеев и таму ми е најубаво. Така да во некретнини скромност кој што во некретнини, па и навика и секој невие и така натаму. Имам една метода, супругата знае да ми каже секојаш дека сум, она го вика тоа брутално коцкар или хазардер, затоа што све што ќе заработам го реинвестирам. Парите се неопходни. Без пари не може да функционираме никој. Меѓутоа човек може да биде среќен и со многу и со малку пари, и тркалото на животот се врти. Битно е да ги има оние основни мотиви на животот. Мојот мотив е работа. Јас сакам да сум активен. Мислам кога ќе се пензионирам, не знам дали без активности ќе можам да живеам и сакам да сум прв на работа, последен и така натаму, односно хиперактивен. Уште сте таков? Уште да. Да? Да. Например, не дали е страшно туку не смее да се праша, например, колку тежи Доналд Трамп? Не смее да се праша. Или зашто е страшно, се плашите ли од македонските услови со сите бизнисмени со кои што разговарам, до душа веќе полека се отвараат луѓето затоа што прво тоа се заработени пари, не се украдени. Тоа се сработени пари кога видите сте работеле на теска, но не се, јас нема ни да инсистирам на тоа затоа што и вие рековте дека ги инвестирате сета таа добивка. Ај вака ќе го поставам прашањето. Ја прашам како лаик сега, бидејќи не сум бизнисмен. Кога ќе се заработи првиот милион е некое посебно чувство или? Пак е зависи од личноста. Ќе пробам со бројки. Претходно вистински, искрено, не со иронија, него вистински, што значи за мене богатството, се ќе пробам низ бројки. За првите 10-15 години како трговец и продавач на зелен пазар, јас, таму бевме со брат ми, јас успеав, излегов од претходната компанија, јас успеав да имам богатство од тогашни марки, беа не беа евра, 200.000 марки. Со тоа почна да го градам Здрави Радо. И одма земав кредити, така натаму и одев, првиот објект беше 500-600 квадрати и одев секоја година реинвестирав уште да стигнам само во селото Радово 7.000 квадрати објект. Секоја година добивката ја реинвестирав. Кога излегов, како една паралела на секој 15 години, кога излегов од Здрави Радово, јас имав пари во джеп, негде меѓу 2 и 3 милиона евра. Во истиот момент сите ги инвестирав во Кораб Трница. Значи сите. И тоа се приметува дека има инвестирано таму.
Не ви ласкам, искрено. Не, 95 милиона оснивачкиот капитал беше, тоа е 1.600.000 одма, мои на моите партнери. Кај ви текна за кораб Трница? Јас сум родом од таму. Не знам дека Сите мислеа дека многу луѓе мислеа дека сум струмичанец и така натаму. Јас знам дека сте добро, бидејќи се знаеме од подамна. Јас знам дека сте од Трница. Но ќе зговорам за кораб. Не сум од Трница, од тој крај. Ќе говорам за Трница. Тој прв милион, сега вие мене да ми дадете 200.000 евра, нели марките евра, 200.000 марки. Не треба да знам што ќе направам. Која е границата или ризикот дека можеш или да отидеш многу нагоре, или да треснеш од земја и све да изгубиш. Тоа го носите со себе во глава, го имате. Па веројатно го имам, знаеш како е. Дајте ми ги сега, па ја нема да знам што да направам. Гледај, Мичка, значи јас никогаш милионот не сум го имал во чеп или во рак. Не, ја не говорам за пара вака. Го гледаш на извод и знаеш тој се менува, варијабилен е дневно. Јас секогаш во бизнис плановите годината сум ја делал на 52 недели, не на месеци, не на квартали, него на недели. Така на запад прават. И го гледаш, и имаш план колку треба да имаш на крај на неделата или на крај на денот и гледаш дали си подбацил, дали си надбацил и ако ти се позитивните резултати и само размислуваш што ја правиш следно. Која машина да ја купиш, на кој сајам да видиш, која иновација и ја реинвестираш. И на тоа земаш и кредит. Тоа е зараза. Па зараза, во еден момент кога излегов, значи јас во 2 момента сум ги имал парите, тие 200.000 ги има во джеп, на сметка во банка и ги инвестира во на ливада во село Радово, во Стримица. Излегувате со 2 до 3 милиони, одите во кораб. Да. Од кај знаеш дека ќе успее кораб? Прво патот не е убав, од тама треба да поминувам до Мавро. Од кај знаеш дека ќе успее кораб? Доста мои пријатели. Денес да вртиме сите. Таму беше џунгла затоа што беше прегазено од времето, беше долго во стечај. Неколку мои пријатели, блиски пријатели, банкари од други сектори, кога го видоа тоа ми рекоа Луци, немој да влегуваш. Па не, ја затоа прашам од кај џунгла беше. За да пази се, ти треба да размислиш, тука ќе го направам ова, за ти да го направиш тоа таму. Мене треба да ми текне дека тука има нешто добро, па ја види, на изглед изгледа како да се коцкам и да го правам тоа од рака. Не е така. Сигурно ви е промислено. Не, правев анализи. Значи, еве ќе ви го кажам примерот со Радово, зашто Радово. Имаше и една случајност и тогаш така во Маврово, тогашниот многу одамна градоначалник ме одби, не ми даде локација, било индустрија, имало крави, окей, не се. Нема врска. Направив анализа на сите региони и тогаш утврдив дека Струмица има најголеми села. Струмица? Да. Добра. И дека, затоа што е Радово струмичко село. Да. И има највредни луѓе, и денеска го тврдам дека во Струмица се највредните луѓе. И јас ќе потврдам, како штипјанец. И тие сите се бавеа со земјоделие. И ако некој е спремен да сади под оранжери и пиперки патлиџани, отидов направив една анкета меѓу нив, што ако ви даеме крави, вика секако чуваме по една крава, коњче и така натаму, секако ќе почнеме и крави да чуваме или овци и така натаму. И денеска, кога ја препознаваат Македонија, кај има најмногу овци, викаат во овче полие, во Дебар и така натаму. Верувајте ми дека највише овци има во Струмица. Само не ги чуваат по големи стада 500, 1000, 5000, него 30, 50 семено ги чуваат. И денеска има највише најголемиот број на овчо млеко е од Струмица. Така да, тие анализи треба да копате, да ги барате. И колку време го мозгаше ти кораб Трница? Па колку го мозгав? Јас почнам на ти, затоа што се знаеме многу одамно и ми е драго. Слободно, така, и со тоа господине ми смета. Знаеш, јас сум еден од поредките луѓе кои што му смета признаци господине, директоре и така натаму, во право лице еднина, директно со име. И така јас ти се обраќам цело време, така да тоа ми е поубаво. Кораб Трница бил бренд во старата Југославија, сериозен бренд со убави производи и така натаму. Постоело, значи, така? Да, задруга беше Чеде Филиповски, Кораб Трница, значи во Белата куќа го јаделе тој кашкавал. Тоа е таа бела куќа што е долу? Не, во Белата куќа во Америка. Во Америка? Стварно? Тој кораб со жиг кашкавалот одело и за таму. Чекај, кораб кашкавалот од времето се јадел во Бела куќа. Кој председател го јаде? Сите, значи, пити кашкавал, значи... Сега да не пракиш и сега и на Бајден? Не, сега не пробал да знаете. Не пракиш се. Не, шега на страна не сум знаел дека стигнува до таму. Вие ја презимате кораб? Не, таа беше во стечај, јас ја купив од стечај од банки и така натаму. Значи беше згасната приказната, јас почнав. И колку ја земавте? Колку ја земав? Да.
Некој 300.000 евро. Ја, рака. Може рака вака од тука вака. Океј. Па не, сериозно, треба да имаш Да, ма и вложив уште треба да имаш. над 4 милиони евра во компанијата. Дали сте на нула денес? Конечно со оваа завршна сметка дојдовме за нула, за ситни пари сме малце уште испод нула. После колку време? Па 6 години. 6 години. Да. Значи следнава треба да биде позитива. Да. Се частиш еден качамак. Со кисело млеко. Со кисело млеко. Многу ми е драго кога слушам вакви успешни приказни, затоа и ви дадов рака. Вие треба да го смислите, па да го направите. И тоа се шири постепено. Вие, како велите, ја у плюс 4 милиони инвестирав. Дополнително уште го оплеменувате простор. Да, имаме со идеи. занимации, со не знам коњи и така натаму и така натаму. Се држите до оној македонски амбиент, така? И веќе го направивте тоа место атрактивно да можете да ги натерате политичарите и од тамо пат да направат за да се оди до Дебар и до Па и направија. и до Струга, па и направија. Задоволен ли сте? Колкав е рокот кој што си го поставивте за Кораптрница? Така се, јас сум задоволен од еден аспект, сега лично ќе се обидам да ви зборувам, јас со сопругата, со пријатели кои што тргнаа по обратен пат од мене, стално имам полемика и најважното е имам таа дискусија сам со себе, дали сгрешив, јас имам син и ќерка и двајцата ги оставив во Македонија. Мислам, они сака, ама влијав ја на нив некако. Колку години се? Извините. Синот ми е 91, ќерката 96 роден. Значи, они веќе се длабоко во бизнисот. Да, така? Да, и На вас се или? Извини што ве прекинав. Да, апсолутно, и најсреќен сум со синот ја води комплетно Кораптрница и он е додадената вредност и јас само му помагам. Во стартот бевме, го воведува во бизнисот и така натаму, сега сум 99% тргнат од тој бизнис. Добро, не да имате богатство големо, за кое што претпоставам си играте со тоа богатство, се дружите, мислам на внуците. Така е. Така е. Цело време ја имам таа полемика еве сам со себе, дали сгрешив што не ги пратив надвор од Македонија или направив добро. И јас секогаш се правдам, еве пред сопругата кој ќе ги земам внуците кај мене и се правдам, сега сум најсреќен, ова не се мери со ништо. Па не се мери. И многу луѓе ми викаат ти си себичен. Меѓутоа имам доста пријатели кои што децата ги пратија во Америка, во Италија, имав еден добар пријател програмер, кога ќе го гледа ова ќе се препознае. Дури и ме зафркаваше, ја попаметно направив ќе се качам на авион, одам за Њујорк, одам во Милано и така натаму, и кога се деси короната, ме бараше на кафе и вика ти попаметно направи. Јас сум во депресија, сега не можам да одам кај децата, они не може да дојдат кај мене, не знаеме што да правиме. И ќе се сакаме на Вибер. Не знам каде е вистината, меѓутоа дали се децата среќни? Да, многу се среќни. Тоа е битно. Оние болести ние што ги имаме со наша администрација, со политика, со рекетарство, ја мислам дека тоа мора да заврши еден ден. Па јас тоа сакам да ти докажам, јас сум оптимист. За овие 30 и неколку години колку ни постои Македонија, не сум сигурен дека се движи нагоре, има поголеми падови од мене лично, дури можеби и оди надоле, па малку нагоре, па пак надоле, и тоа јас сум оптимист и верувам во оваа држава и во овие луѓе овде и мислам дека мора еден ден да тргне. Тој ден ќе биде оној ден кога ќе влеземе во Европска унија и мислам дека се уште свеста не ни работи да сами одиме само нагоре, треба во склоп на пошироко семејство да не принудат да станеме. Трагедијата е што не влеговме порано, испуштивме неколку силни моменти, меѓутоа не е битно тоа. Јас сум оптимист дека еден ден ќе станеме членка на Европска унија и ќе мораме тогаш да тргнеме по оној исправен пат. Па затоа што Јован, ќе рече Вчичко Јован, затоа што Јован ние да имавме луѓе кои што размислувале вака. Кои што на пример Кораптрница ќе ја направат како еден вид Швајцарија. Па не да дојдат да те малтретираат дополнително со, не знам, државни давачки, туку напротив да го стимулираат целиот тој момент. Дека ти на некој начин со таа Кораптрница ние го покажуваме и нашиот идентитет и нашето постоење. Кебапче не можеме секаде да јадеме. Така е. Значи странецот кој ќе дојде, дај му го бре тој качамак, ајвар, дај му го тоа сирење што го има. Ние можевме до сега многу лесно да ја направиме Македонија, Швајцарија, со уште неколку вакви примери.
Сега вие сте можеби пионери во ова, сега гледам дека подолу веќе ве следат, дека имаат и под сега да не говорам, но има ресторанчињи бигорски од манастир. Да, одлично. Возможно ли ние после 30 години да се освестуваме? Но тоа е, ајде, веројатно нека друга тема и не сакам да навлегувам во политика. Има тука само, ќе ти влезам во мислата и во реченицата, има уште еден момент. Никој не ми веруваше дека во корабтарница во ресторанот можат повеќе националности истовремено фамилиарно да ручат и да не си сметаат еден с друг. Никој не ми веруваше. За да денеска без проблем гледате таму и албанци, и турци, и македонци и муслимани и да сите им е пријатно. Меѓутоа, таа анализа, тоа создавање на тој простор, знаете како ние ги викаме гостите и им го покажуваме оноа што сакаме. Таму има етно музика без таму има многу повеќе од кораб. Таму имаш маврово, таму имаш зеленило, имаш река долети тече. Значи имаш замислувам да е тоа во Швајцарија како би изгледало. Веројатно е елитно и луксузно. Сега кога водат децата тоа вие што правите? Ја не сум сигурен дека вие мирувате. Јас не мирувам, да. Ви кажав уште на стартот, на некои 14-15 години се заситувам од тоа претходното и влегувам во нови авантури. Хемија, од прилика и јас тука некаде. Ја на 10-12. Не, ние имаме хемија по многу работи, ама едната не врзува. Мишко е силен бренд од Македонија. Ти благодарам. Јован исто е бренд. Да. Брендот многу луѓе не знаат што е во Македонија. Тоа е чувството на купувачот, на гледачот за одреден производ, за одредена услуга, за одредено лице, за одредена организација и купувачите или гледачите тоа го носат во срце, во мисла и бренд е оноe што го мислат останатите луѓе. Така е. Не ние што мислиме. Така е. Искрено не ви правам лице, Мишко е бренд и има ке брендовите мора да има покрај квалитетот кој што е, никој не може да рече, не постои за мене изразот нај. Нема најубав, најдобар. Не, тоа не. Значи, ама да има одреден квалитет и да има стандард, да е секогаш по оваа линија. Значи, Мишко никогаш не се дере, никогаш не е некултурен и си го држи и затоа го почитуваат и му доаѓаат и Дино Мерлин и така натаму. Јас тоа сум го применувал повише не на себе, него на производите и сум успевал и тоа сум го учел цел живот како да се направи бренд. Многу луѓе кај нас не знаат како да направат бренд од себе, од производите и така натаму. Се обидуваат на сила да го прават. Главната нишка која што не поврзува мене и тебе и затоа имаме меѓусебна почит. Каде е Јован сега? Во градежништво. Кај отиде сега во градежништво сега? Од каде во градежништво? Не те перцепирам тебе како човек дека слушај сега сите градат, сите, пошто нели во Македонија еден ќе почне и сите како да не употребам сега некоја фраза. Зашто градежништво? Сега вие не сте некој оној градежен магнат, но гледам дека инвестирате и работите градежништво. Моја населба, моја општина е Ѓорче Петров. И некако перцепцијата на големите компании беше центар, Карпош, аеродром и така натаму. И нивото на квалитет на становите во Ѓорче Петров беше малку пониско. Направив една анализа и гледам дека тука многу полесно, исто како за Здравје Радово, покрај селото, правев анализа дали постојат таму млекари, дали ќе имам конкуренција. Исто во Ѓорче ја направив таа анализа, малку емоции, малку љубов, а малку и бизнис можности. Добро, бизнисот се разбира. Генерално јас градам во мојата општина во Ѓорче Петров многу помали згради, почнав со многу мали згради од 500 квадрати, затоа што другата нишка која е основа, значи првата нишка е знаење, втората е работа и труд, и третата е правичност. Така се владее, така се функционира во бизнисот. За да знаеш, можеш да учиш. Од каде го градежништво се? Тотално ми е различно од млекара во, значи тоа е тотално различно. Па јас градев во млекари, јас изградив 3 објекта. Еден во Радово кој го градев цел живот, еден во Куманово и еден во Битола, на 3 локации беше. По локација сте економиста или? Јас сум економиста, кога се бавев со млекарство мислеа дека сум технолог, затоа што ги прочитав сите книги за млекарство и ги носев. Во Македонија, например, во тоа време и сега немаше ни средно ни факултет за млекарство. Не, дека сега читате за градежништво. И ги носе во Арла во Данска, нивниот опитен центар и создадов една група на млади технолози кои што ги носев таму да се обучуваат, ги користев нивните искуства и знаење.
не е само читањето, треба да го видиш нешто. Аха. Така да, ако не го видиш, джабе. Не можеш само од книга. Океј да го прочиташ, ама треба да го видиш каде светот го прави тоа. И искуствата се пробираат. Не можеш патент да создадеш и да измислуваш нешто, све е измислено во светот. Само треба да се додава и додадена вредност да се додае, да се сними, да се измени, да се прилагоди и така натаму. Во градежништвото, значи ја цел живот градев и го сакав тоа како област. Почнав со многу мали објекти, од страф, од незнаење, и првите 3 години тоа го правев во сериозно скромни објекти и мали. Се уште работам мали објекти, меѓутоа веќе одам на 2-3 квадрати. Ама како се реши? Корабтарница е заокружуваш приказната. Еве ви деца, повелете водете. Така, препушна се и вие сега се идите. Предпоставам пак некоја добивка тука веќе излегувате на нула, кој што сакате да инвестирате. Некаде бизнисмен така размислува. Значи не говорам нели она зборевме на пара да држи, тука гледа сметката и си викаш ајде да земам сега да инвестирам. Што народски кажано ве чешаат ли парите? Што е? Не. Јас имам една, сум учествувал на многу предавања и јас сум бил као предавач. И имам една, ако читате за мене изјави, една клише изјава, дека викам семејство, фирма и држава е еднакво равенството, само бројот на чинителите е различен. Ваму се 3-4, ваму 50-100, ваму 2 милиона, 3 милиона. Правилата, организацијата се исти. И нишките се поврзани во кругови. Што сакам да ви кажам? Не можете само да гледате фирмата, семејството не го гледате или државата. Се е врзано во едно. Право, енциклопедија сте човек. Правилото е исто. Сега ќе пробувам да ви објаснам зашто. Генерациите имаат разлика. Например, јас и син ми еден покрај друг. Го учев и он ме надмина мене во еден момент. Има додадена вредност која ја немам. Или морам да се тргнам, или ќе се судриме. Вие се прилагодувате на новото време? Ако не, апсолутно. Јас се тргнав. И он си формираше своја екипа, свој менеджмент, своји луѓе. Значи, зема луѓе од банки, од ово, од она. И не се мешаш воопшто? Не, кога бараат некогаш помеш во делот на фармери и ово, оно, да, ние се гледаме еднаш неделно. Брендот, например, кој што го гледам и по маркетите, Кораб, нели Кашкавал, едно друго, кој што и исклучително држи висока цена, меѓутоа го држи и квалитетот. Ај ќе тргнам цената настрана. Прво пакувањето е симпатично, она личи европски. За тоа еве сега и низ таа призма ќе пробам да ви објаснам. Значи, темелите се мои. Значи, технолозите, луѓето, комерцијалистите први што беа, значи почетокот на корабтарница во производство беше 20 луѓе, сега е 100. Се мои. Основната технологија за квалитет. Меѓутоа, значи јас во Здравје Радово такви пакувања немав. Син ми знаеше дека јас сум учел од саеми, од контакти со многу компании и он исто почна да го прави и вика, нема да го правиме ова пакување, ова ќе купиме ваква машина. Добро. И кога веќе гледаш дека носи подобри идеи, кои што даваат подобар изглед, значи, јас Здравје Радово, знаете како сум го цртал брендот? И ја го нацртав. Не знам како сте го цртали, јас знам дека истото стои, истото пакување од ваше време. Син ми вика, не, ќе ангажираме агенција сериозна која ќе го направи брендот да изгледа и ја ќе работам со нејзе за корабтарница. И он го правеше со агенција. Изгледа многу по-сериозен брендот. Така работи вистински бизнисмен. Да. Значи, затоа кажувам има додадена вредност и тука ја викам, супер, мене ме прегазило времето, морам да се тргнам. Продолжуваш ти. Јас сум ти потпора за било што, за комуникација, фармери, оно, совет, мислење, друго јас, меѓутоа во дневниот живот не ти се мешам. И никој не ми верува дека во канцелариите кои се во Скопје на корабтарница, кај што е централата, финансиите, комерцијата. Во Скопје се, нема појма. Да, во Скопје се, да. Па во Скопје е све кај нас, 60% прометот е во Скопје, пола Македонија е Скопје. Јас не сум бил 2,5 години. Задоволни ли сте? И никој не ми верува дека е така. Не, јас верувам. Во Тарница одам. Одам 2 пати неделно секој. Јас верувам, но задоволни ли сте од тоа како се продава? Само дали тие млечни производи на Кораб Тарница се продаваат во Македонија или веќе ги изнесувате на Кораб Тарница работи од самиот почеток со белгијскиот бренд Делез во Србија, Макси маркетите, кои имаат 600 маркети. А сум ве видел таму, таму сме присутни, таму кисело млеко носиме константно 3 пати во месецот, 4 пати малтене секоја недела во Црна Гора, во Косово. Сум видел овчо млеко една друга. Да, и сирењата и кашкаварите, така да традиционално во делот на цефта сме присутни. Да сме некоја држава
Неќам да ја врегам државата, меѓутоа не бе да земе некоја европска држава вако бизнис би поддржала, затоа што ја извезувате на некој начин. Ја представувате Македонија индиректно и директно. Што ние сме далеко од Европа многу. Да? Нажалост сме далеко од Европа, сакаме да бидеме и јас се молам секојдневно да станеме членка на Европа. Не се плашите од конкуренција? Нема како да се плашиме, тоа е толку милионски пазар да они ќе не нападнат и ќе изгубиме еден дел. Ама нашите можности, ние сега како македонци во делот на храна, значи од животинско потекло, месо, млеко, имаме право во ЦЕФТА само да извезуваме, не можеме во Европска унија. Ако станеме членка можеме. И се ни се отвараат такви хоризонти, така да ние добиваме, не губиме. Ама треба да ги имаме стандардите, квалитетот, анализите и така натаму, да бидат европски. Колку вработени имате? Во Трница над 100. 110. А во градежништво како работите? Предузимачи или? Вие зимате па викате компанија? Не, сега ќе ви објаснам. Јас сум инвеститор кој што има свој продажен сектор. Продажниот сектор сум јас и ќерка ми. Имаме своји финансии. Сега ќерката ја внесувате во градежништво? Полека, да. Она е специјалност е маркетинг. Ајде, со ќерка ми па јас ќе дојдам на ред да користам малку. Она го работеше и во Трница и ден денеска е пиар лице, и маркетингот го работи и ден денеска, букингот го води за хотелот и така натаму, за да не се сутурат синоти ќерката, они различни бизнеси да водат, така ќе се сакаат поише. И ево продажба влегува во граѓевина. И имам тим на надзор или на контрола, имам нешто над 10 луѓе кои што се различни инженери. Инженер за водовод, за струја, за градежен инженер, архитекти и така натаму, кои што ја прават контролата на градбата секојдневно. Значи, они ги отвараат и они ги затвараат објектите. Значи, имам вработени, меѓутоа од оној дел кај што е за контрола. А работници земам аутсорс за све. Апсолутно. За бетонирање, за фасада и за... Во градежништвото не е баш така, гранити, другите компании на времето беа комплет, па двора беше комплетна компанија. Колку и сега овде со колкав бизнес, со колкав капитал влегувате во градежништвото? Смеам да знам. Смеете како не е. Предпазлив сум, јас таму ми се помали бројките, значи оваа година прв пат имав меѓу 3 и 4 милиона обрт годишен, иначе имав по 500.000 евра милион. Значи скалесто расте за да го научам бизнес. Добро, ама вие не сте ни човек кој што трча по Не, добро. Па нема, нешто што оди брзо. Постепено, онака си го газите баш видите, теренот. Ке брендот мораш да бидеш постојано ист. Ке бизнисот или оди нагоре или паѓа надоле. Нема равна линија. Кога човек ќе рече доста ми е, по оваа линија ќе задржам, он пропаѓа. Значи мора да оди нагоре, иначе ако тргне надоле не запира, оди надоле. Не препознава равна линија како ке брендот. И морам да растам чекор по чекор, меѓутоа ако одеднаш отидете многу горе, многу брзо ќе паднете и доле. Ама зашто се решите за градежништво, ве прашав? Не се плашевте дека има премногу конкуренција, премногу се гради? Се тука се обидувам. Вие мора да имате, вие сигурно сте го мислели и ова како што мислите се. Гледај, и пак дома сигурно ви рекле, дај бе аман човек, кај ти текнува сега, види сите кај стигне гради сега. Не беа среќни за градежништво, зашто? Сега ти објаснам, мене пред да почнам со млекарство, јадев многу сладки и сакав да отворам фабрика, нема македонско добро чоколадо, или барем у тоа време немаше. Сакав да отворам производство на чоколади и такви работи. И склоп на околности него ни почнав тоа и кога излегов од Трница почнав тоа да го размислувам. Или требаше она прва моја детска љубов, ја цртам добро, да земам и да цртам. И едното е со другото е диаметрално, да влезете во производ кој што не е основен производ, кој што е луксус да го речеме чоколадото, е многу потешко. Мене почнаа годините да ме газат. И викам, ајде ќе пробам барем тогаш у граѓевина и сите беа среќни дека не почнувам производство кај што треба циклусот кој треба циклус од 10 години. Година дена до 2 е циклусот за помал објект. За помалите година, за поголемите година и пол. Генерално за толку ги завршувам и сите беа среќни. И колку изградивте до сега? По 10. 10 згради. Да. А стамбени објекти? Тоа се вкупно. Тоа е се вкупно. Чеке, 10 згради, колку станови има во една зграда? Не, имав згради и со 9 станови. Јас една зграда сам ја нацртав комплетна, па едно девојче најдов архитект, тај правата, 9 стана има. А чеке, градите само тука Ѓорче, Карпаш? Да. Хром? Не Карпаш, не, Ѓорче и Хром. Ѓорче и Хром? Да. И така, значи Трекни сте?
Да, Ви гледам дека сте исклучително среќни и тоа. знаеш што ми исполнува? Во делот на продажба на станови сретнувам секој ден различни луѓе, различни приказни, јас имам еден различен период. Не ги продаваш ти валјда становите? Јас ги продавам, ви кажав, јас Имаш агенција или имаш и агенција за недвижности? Не, јас продавам и ќерка. И кај мене доаѓаат купувачи секојдневно. Им пресметувам камати, ги испраќам во банки, им обезбедувам услови, па ќе дојде некој не може да живее со платата, му кажувам не. Имам еден специфичен период на тоа и психолошки разговарам со луѓето. Приступачен? Да, приступачен. Значи ќе дојдеш ти со сопругата и ја ве прашувам колку години имате. И сега овој ме гледаме, не ме прашува, не ме интересира сопругата, него да знам колку рати кредитот ќе ви биде, затоа што имаат граница старост на банките. Па колкава ви е платата, па ги прашуваш интимни работи. Па добро, за да ја направиш. За да направиш и он сака 70 квадрати, нема математика за тоа, ќе му остане 200 евра за живот. Па му викаш ова е за тебе за почеток добро 40-тина, па ова е овака, ќе ти остане, значи им ги давам тие некои бесплатни услуги, упатување која има банка, подобри камати и така натаму. Така да една целосна услуга бесплатна и окей. А у позадина производ е све. Дали е вода, дали е услуга, дали е сирење, дали е стан, го дигнав нивото на квалитетот во Ѓорче Петров и немам проблем со продажбата. Значи буквално чекаат на ред за да купат. Само што не сакам многу да градам. Сега градите во моментот? Да, сега да. Значи, кога ќе се возите по Партизанска на кружниот ток во Ѓорче, кога ќе дојдете, кога свртите поглед лево, прв пат оваа година, ставив ми реклама, Бонанца Урбан, таа зграда ја предаваме во употреба. И Свети, да, една убава реклама, ќерка ми ја изработуваше брендот. Како се вика тоа? Бонанца Урбан. Бонанца? Да. Таа ја правевме и сега се вселуваат луѓето и имаат чисти имотни листови, се задоволни. И кога се они среќни, јас сум среќен и така натаму. Колку е квадрат? По таа зграда беше 1150 евра тогаш. Кога почна, ја продавав на старт, а сега веќе се над 1300. И сега колку ќе оди? Например во Ѓорче? Во Ѓорче се околу 1300. Кај пазарот? 1300-1350 туку. Ѓорче е многу поевтин со цени, поприступачен. Така да се нормални цените. А што е со цениве што до плафон? Проблем е што едно време одеа и градежните материјали, железото и ова. Толку беше кризата, да, отиде. Тоа е епизодно. Главниот проблем е белата чума, ни одат работната сила во сите сектори. Нема луѓе, нема мајстори, најмалку има мајстори, е тешко да се најде. Јас кој ги плаќам, ги негувам како капка вода на дланка, пак имам. Ако случајно се однесувате со нив, како во некое време што се однесувале приватници, немаат луѓе, немаат работници, а дневниците, метрите квадратни се енормно, значи по 300% пораснати. И тоа е одраз на понуда и побарувачка и нема цената на станови да паѓа во Скопје се уште. А и Скопје, за разлика од другите метрополи, Софија, Белград и така натаму, Загреб, да не зборуваме Љубљана, многу поевтин се уште. Скопје? Да. Па сега гледам по 2-3 евра веќе почнуваат и кај нас додат. Па да, ама во други земји се над 4-5 веќе. Така да тука некаде ќе движите и вие со цени или зависи од што зависи? Од репроматеријалите, од ова што велите, она бела чума, немањето на работници, од што зависи ценава? Некој ќе ви кажат и нема многу фирми во која смисла нели она со дуповите настанува поприлично големи проблеми и имате голем побарувачка, немате можна да се градат станови па оди цената до плафон. Мишко, јас не сум, за разлика од млекарство, дока што сум бил и во надзорен и во комори и така натаму, во градежништвото не сум член во нигде и ја не се сметам себе си за граѓевинец. Не учествувам во тие, затоа што сум премал за овие големите градежни компании. Не го гледам од тој ангол, е таа призма. Ова хоби е, не е хоби, знам дека се шегувам, да, бизнес. Меѓутоа имаш и една друга разлика. Скопје и Ѓорче се два различни града. Тие што се споени, меѓутоа се различни градови, кои што се Земун и Белград. И не може да биде во Ѓорче и во Скопје иста цената. Вас денеска стар Ѓорче Петровец ќе ви рече дека идам за Скопје. Да, така е. Така е и меѓутоа и чувството за припадност и реалност кон луѓето.
Ете, луѓето доаѓаат да купуваат младен брачен пар и сега живеел под кирија 200 евра, ја му пресметувам дека ќе му биде ратата 200 евра ако родителите му дадат некои 5-6.000 евра за учество од 15%, и он е среќен, он ве благословува, сте му дошле сте го довеле до сопствен стан и така натаму, и не можете да ги вадите од рака цените, значи комплетно може, локациите јас кога ги имав, може уште 100-200 евра да ги качувам цените. Меѓутоа не се бавам толку професионално со тоа, јас продажбата на една зграда, голема зграда, 40 настана, ја завршувам во 20 дена, пред да ја почнам зградата. 20 дена? Да, толку ми трае, до месец дена пред да ја почнам зградата, имам договорени продажба, ама не им зијам капари, не им зијам аванси, него само ти го пишувам телефонот Мишко и тебе ти резервирам. Ти можеш да се откажеш, ја не. Вадам пред имотни листови, сите договори во 10 дена ги правам и толку не се занимавам со продажба. И после со градба се занимавам, со контрола и така натаму. И строга ми е контролата. Тука строги финеси имам со моите вработени за спроведување и тоа чини. Значи, јас имам 200.000 евра до 250 на плата издатоци годишно. Кај што аматери градежни фирми, поединец го прави тоа и не можете како поединец сам да го правите, него треба контролата да биде квалитетот добар, мора да имате инженери за секоја сфера, за да биде квалитетен станот. Го подигам нивото, не ја подигам цената, заработувам, ама нема више токави големи заработки и сум среќен. Таа е логиката. Добро, и сега кај ви оди паметот? Сега што размислувате после градежништо? Ова веќе керката пополека го уходува. Нешто не, затоа што јас ве гледам дека не сидите мирен. Сигурно размислувате нешто. Па така? Не, во моментот не размислувам, не знам. Кај мене сега уште го развивам овој бизнис. Ви и у пензија да отидете нема да мирувате. Не, така ве прецепирам. нема сигурно да мирувам. Меѓутоа, кај млекарството имав концепт. Секогаш викав Јован е специјалист. Нулата да ја направи средно голема компанија и треба да излезе. Затоа што во меѓународни рамки не можеше Здравје Радово да се носи со Кампина или не знам кој президент, не знам кој светски компании, и треба тука да се повлечете. По градинџиштвото нема потреба од таква величина, нити ми се аспирации за такви, него ми се некој скромно работење во низа периоди следни. Што ви е предизвик? Што ви е останато онака како предизвик? Нереализирана желба или не чоколадата? Уметник да бидам да нацртам оваа слика и добро, тоа можете да го направите секако. Мислам во бизнисот. На 50-тиот роденден ќерката ми купи платна оригинални бои и така натаму. И еве 7 години се обидувам да почнам да цртам, не сум почнал уште. Зашто? Нема време. Не сте постојано сте во движење? Да. Па како издржувате? Не, искрено, како издржувате? Тоа едно темпо кое што е набиено, башка внуци, башка... Цел живот никогаш не сум одел на одмор 15 дена, 10 дена и тоа ме критикувало семејството. А сакам да одам 4-5 пати по 3-4 дена, 5. Сега веќе и 5 одам. И на одмор не сте одили? Одам ја поише од 10-15 дена, одам и 20, ама кратки. Затоа што 4-5 дена не е голем размак за да ви трпи бизнис. Знаеш зашо? Едно време мислев дека фрлате чалам вие сите бизнисмените кои ќе ми речат и на одмор не одам. И како одминува времето, сваќам дека стварно не одат на одмор, односно одат по 3-4 дена, или ако спојат, например, зимно време некој кој што е без веза, па ќе отиде на некој патување. Лани или предлани, не ме држи за зборот, кој излегувам од короната, првата година кој излегував, во Грција отидов 9 пати. Што 2 дена, што 4 дена, што 5 дена и еднашка 6 дена. Ама и тама не те држи место, така? Па не, ама толку и се враќам назад. Не те држи место постојано. Да. А кој бизнис совет може да го сподели Јован Дабевски до оние кои што не пратат, кои што не гледат? Треба да биде храбар, како реагираш на падови, како реагираш на успеси, како да знаеш кога да не треснеш, како да знаеш кога успехот да не те тресне од земја, да не се залеташ. Автотортура не сме личноста сама на себе да прави, не сме да си стави мотив ако го имам тоа мора или не постои ништо, не постои мора да научи да ги прима и ударите и успесите. Не знам, ако заработи денеска 1000 евра да не скока од радост, ако изгуби 1000 да не паѓа у депресија. Меѓутоа мора да човек доека жив мора да учи. Мене оној западничкиот модел каде што пензионерите во Америка после пензионирање се запишуваат на факултет, ми се допаѓа и го поддржувам. Значи секогаш треба човек да учи.
треба да работи, не треба да е пасивен, затоа што ако станете не работите ништо, што ќе правите со себе, треба почнете да се коцкате. Ако Да се вашите другирате, што правите? Што правите со себе? Па не гледам без оглед на тоа колку коцкарници има. И правичен треба да биде човек, секогаш. И кон тимот на луѓе, кон пријателите, кон све. Апсолутна правичност мишко не постои, меѓутоа максимално да се труди и некојаш кога ќе погреши човек да знае да се извини. Мене тоа ми било доблез во цел живот, со вработени, не знам, секторски директори и така натаму, и сум донесувал некојаш тврдоглави одлуки и сам со себе седиш и размислуваш вечерта и викаш јас грешиш, го викаш утре човекот извини, јас грешив. Тоа е голема доблест. Има многу луѓе кај нас што не знаат да се извинат за грешките. Ова младина денес има проблем со системот. Генерално сите имате проблем со функционирањето на системот, на државата. Мене еден пријател на син ми, другарче, 3-4 години ми рече, IT инженер беше, реши да оди со девојката за Норвешка. Да се сели, да живее? Да. И имаше во тоа време над 2000 платил он, девојката толку. Тука? Во Македонија, да, сериозен IT програмер. И ја му викам во центар на Скопје живее, и ја му викам, зашто одиш? Вика ми смета воздухот. И јас тука старомоден тип ме згазило времето, му викам добро, сега Норвешка е почист воздухот, ама поладно е, има бели ноќи, ама вика што ова не тој воздух бе. Ми спарди политичката ситуација, правниот систем и така натаму. И вика гледај колку ме згазило времето, не им ги разбирам на децава изразите и си отиде. Им смета на многу млади. Што е трагично, таа бела чума почна и на твои години луѓе. Да. Јас имам пријател од Евана, напушти работа и отиде во Холандија, што е страшно. Веќе имам на мои години одат. И пука филми, пука и И јас сум решен да бидам оптимист и викам ќе биде Македонија и верувам во тоа. Ама ние тоа мораме да го менуваме. Да. Јас, вие, сите, бизнис, генерално обични луѓе. Продолжите понатаму со создавањето на брендовите. Мислам дека нема да застанете, терете со градежништвото. Како рековте сега, ја убацувате керката во тој бизнис, потоа сигурно ќе се насочите на нешто друго. Ве гледам, чим се смешкате вака, не мирувате вие, но имаме нешто да научиме од вас, така што кога ќе завршите со градежништвото, јас ќе поврам да видам малку да искористам од вашето знаење околу брендовите, горе-доле се согласуваме, меѓутоа има оваа земја потенцијал, така? Има, да. Има. Јас секогаш им викав и на политичари, и на луѓе кои ќе дојдеа во министерство, познавам од сите влади, имам и пријатели и така натаму. И непријатели нормално. И непријатели? Па некојаш во некоја фаза, небитно. На сите им викав, луѓе, ако останеме аутоиндустрија, IT земја и така натаму, не заборавајте дека Господ ни ја дал сонцето, водата, природата и треба да оставиме да бидеме и земјоделска земја. На жалост, кај нас земјоделството скоро уништено. На кризи ќе треба многу време за да се врати. Да. На кризи како реагирате, Јован? Во бизнисот? Кој ќе гледате пат, кога нешто колку не оди, како успеате да останете, како се останува тогаш нормален? Да не загубам пари или ако загубам правите пресметки, ве боли глава? Јас цел живот најдобро функционирам кога одам по жица. Кога сум утесно, тогаш најбрзо размислувам и тогаш сум најхиперактивен и тогаш ги носам најдобрите одлуки. А не е опасност дека можете да донесете брза погрешна одлука ако одите по оваа логика? Веројатно поише го клучува мозокот, веројатно поише се трудам, поише работам и тогаш ги носам најдобрите одлуки. Ко сте стиснати до зид практично? Знаете како сега, сте направиле 500.000 евра, земате уште 2 милиона кредит и имате ризик да не успее бизнисот. И ако не успее тој бизнис, веќе си таложено, отишол 5 скали, и ако сега паднете со таа опрема, вие сте мртов. Останувате во долгови, губите хипотеки, куќа и стани све. И тогаш највише работам, тогаш највише размислувам и тогаш го носам најдобриот успех. Тоа е природно кај човекот. Тоа е, дали е тоа тој момент кога ќе излезе од она, никој од нас не ќе да ја напушти комфорт зоната. Додека не биде притиснат за зид, па да почне да размислува. Па, не знам, некојаш се и навиките, Мишко. Некој се навикнува така да функционира, некој не функционира така. Јас сум навикнат така да функционирам цел живот. И веројатно тоа ми го подига адреналинот. И ми создава подобро поднебје, подобар сегмент. Веројатно во тоа и функционирам полесно.
Ми беше навистина драго што се видовме после подолг период, направивме убав разговор. Отисла кај вас работата многу понапред и да оди уште понапред и со кораб трница и еве и сега и во градежништвото. Ви посакувам многу успех понатаму. Јас повторувам, задоволството беше мое, кога ми се јави да дојдам и да ти бидам гостин, бев пресреќен, дојдов со задоволство, апсолутно исто ти посакувам многу успеси и за мене си еден од попозитивните ликови во етерот во Македонија. Благодарам многу. Јован Дабевски, бизнисмен во Бизнис муабети на Фактор МАК. Ви благодарам што не гледавте.